случувања како што најави вечерва разговарам со Имер Салмани. Господин Салмани, добро вечер. Добро вечер, добро најав. Видовме што се случи денеска. Фетај и Алиу информираа дека практично имаат ново крило на Алијанса за албанците, со кое што остануваат во коалицијата. Вреди колку крила веќе има Алијанса за албанците? Не знам како гледате вие на сето ова, се работи за желба за кариера или за некакви идеали? Веројатно има нешто што не го слушаме или не го гледа јавноста, нешто во позадина во кое што самите главни актори во Алијансата знаат. Инаку ова е трет пат веќе Алијанса еднаш се подели, втор пат се подели и за жал од една политичка партија која што требаше да биде вистински антипод на ДУИ, која што владееше во политичката сцена скоро 20 на години, да направи една добра рамнотежа, он некако се раситни. Меѓутоа, ово што денеска го видовме или последните неколку дена видовме, дека и последното излегување од коалицијата Вреди, односно од коалиционата влада заедно со ЗНАМ и со ВМРО-ДПМН не било внатре усогласена помеѓу сите чинители или одлучувачи во самата партија и се случи тоа што се случи. Веќе како што јавноста препозна, двајца пратеници од 5 мината не се со Арбен Таравари, значи дека Фетај како лидер, некако како вице-премиер, кој што денеска на пресконференција прв пат ги видовме, заедно со останатите членови, не ги знам по функција сите, меѓутоа Алиу, бившиот министер, беше еден од нив, актуелна пратеничка една која што исто така беше исто така дел од ова група и повеќе различни структури од државата, јавно кажат дека ќе бидат дел од Вреди, значи Вреди ќе продолжи да функционира, можеби во моментот малку со помал капацитет од тоа што беше на стартот, меѓутоа сето тоа најбитно е за граѓаните, на крајот не се битни имињата кои влегуваат, кои излегува, за граѓаните најбитно дека сакат да имаат стабилна влада, да не ни се повторат избори на неколку месеци или на неколку години и нормално за една стабилна влада, освен што треба да ги има бројките 61+, треба да има и бадитер, односно мнозинство при двојното гласање. Знаеме некаде околу 50 на закони во нашиот да кажеме правен систем се гласат со двојно гласање, така што мислам дека ова е најјасната порака, што е најбитната порака за граѓаните и целата политичка елита во суштина треба според мене помалку да се фокусираат на тоа кој остана, кој излегува, затоа што секогаш ќе имаме хајде да кажеме, луѓе кои што се мотивирани на ваков или таков начин да бидат дел од власта или дел од опозицијата. Најбитно е за граѓаните реформските процеси, интегративните процеси, парите кои што почнуваат да се инвестират, парите од унгарскиот кредит кои што влегува во нашето стопанство, во една непосредна комуникација власта, граѓани да знаат како течат работите, каде се инвестират, да ги видат бенефитите и она што е најбитно можеби после нашето самостојување е големата инвестиција која што сега со стратешкиот договор со Велика Британија се потпиша пред само некој ден, ќе се случи на Македонија, е дека граѓаните како да препознават и како да го дознат патот кој што ќе ни ветува повеќе, малку повеќе надеж и ни даде после неколку години, да кажеме, застој, дека сепак не очекува некоја подобра иднина. Мислам дека тука треба политичката елита заедно со фокус групите, со бизнис елита, со граѓанството, граѓанските здруженија да се фокусират, да ги отвориме поглавијата за полноправно членство во Европската унија и да го подобриме животниот стандард. Навидом ветувачки дека имаме пари на располагање, тие пари од искуство
во некој период кога не беа потрошени како што треба, треба да бидеме внимателни и транспарентни во таа насока, за да знаеме како ќе се трошат и дека тоа директно ќе ни го подобри животниот стандард, секако при тоа водејќи сметка за отчетноста и транспарентност. Мислам дека тоа е најбитната работа за секој граѓанин, за секој млад поединец кој што денеска, утре или заутре ќе си формира дом или семејство тука во држава. Да, очекуваат резултати и промени да видат граѓаните, поради тоа и се избира секоја влада. Допревте многу прашања, меѓутоа морам директно да ве прашам по сите овие случувања во коалицијата вреди, кој има поголема вредност во овој момент? Дали Арбен Таравари, кој што е надвор од владината коалиција, или вреди и оние кои што останаа во оваа коалиција, кои што делуваат како владини партнери? Ако гледаме, значи, одвоено сега како доби во вредност, секако во вредност во самата вреди доби според мене вице-премиерот Изет Меджити, кој што има поконсолидирана партиска структура и кој што некако, ако имаше некој дуализам, кој што во последните месеци го гледавме помеѓу Арбен Таравари и Изет Меджити, не само во изјавите, туку и во надпреворот, кој ќе биде лидерот или евентуално идниот лидер на вреди, не само на хартија, туку суштински, да кажеме, менувач на работите, односно реформатор во општеството. Мислам дека Изет тука доби подобар терен. Ќе видиме како тој терен ќе го искористи, затоа што само е почеток на промените и случувањата кои што се случуваат во вреди. Инаку само да подвлечам дека вреди најави дека ќе стане еден политички субјект и тоа е интересно да се види како ќе се случуваат работите. Иако ние добивме само една најава, не знаеме дали и на кој начин сето тоа ќе биде, дали ќе бидат пред изборите локални или после изборите. Меѓутоа пак викам дека од целата работа, ако Арбен Таравари има јасна визија за тоа како ќе функционира во опозиција, може нешто да од опозиција, да кажем, од позиција на опозиција профитира. Меѓутоа, знаете, во политиката сите чинители и политичките партии кога се создаваат да бидат дел од власта. Зашто? Затоа што преку учество во власта се менуваат работите. Вие едноставно може да донесете добри закони, да донесете добри одлуки, да ги упростите постапките во јавната администрација или судството кое што ни е слаба алка во последните неколку години да се реформира ако бидете дел од власта. Некако прибегнувањето кон опозиција малку е чудно. Или да се избере вистинскиот момент кога треба да се оди во опозиција, ќе видиме дали ова бил тактички добар чекор на Таравари, впрочем за неколку месеци се локалните избори. Да, тоа е најдобрата слика, секако дека ќе имаме после локалните избори, кога и сите одлуки и математики што ги правеле актерите и чинителите ќе видат фактурата кој што ќе им го достави гласачот, односно народот на изборите. Да, Арбен Таравари беше тој кој што велеше дека е време Демократската унија за интеграција и Али Ахмети да се испратат во опозиција, сега некако заземат друг курс. Морам да ве прашам колку се важни локалните избори и дали локалните избори имаат капацитет да го пратат Али Ахмети во политичка пенсија? Локалните избори секако дека се важни, затоа што добар дел од услугите кои што јавноста, граѓанинот ги добива на локално ниво. Ние се уште важиме за недоволно децентрализирана општество или држава, меѓутоа сепак потенцирам добар дел од услугите, од основното образование, градинките, улиците, осветлувањето, хигиената, водовод, канализација, одобренија за градби и така натаму, да не буде еден куп на услуги, граѓаните ги добиваат од локалната самоуправа. И вие, ако имате добри градоначалници, за кои што посебно сега еве јавен апел до политичките партии да одберат добри професионалци, посветени работници, затоа што од првиот човек на општината зависи едноставно какви услуги
ќе им поружи на граѓаните. Ние сме имале во минатото многу успешни градоначалници, успешни граѓани кои што живеат луѓето, а сите функционирале во состојба на истите закони кои што сме ги имале од север до југ, од исток до запад. Меѓутоа, значи, многу битни. Јас сум бил мандат и пол градоначалник на општина Сарај и знам колку е битен лидерот и едноставно посветеноста кон работењето за подобар стандард на граѓаните на локално ниво и да им се реши проблемот. Затоа е многу битно да се добијат поголем број на општини, затоа што таа политичка партија која што ќе добие добар квантум на градоначалници и на советници, некако веќе ги имат добиено битката за наредните парламентарни избори. Сега коалицијата Вреди треба да го обезбеди прво името на новиот министер за здравство, барем такви се најавите. Гледате ли некое име на повидок, личност која што би можело да го води тој сектор? Во чаршијата се зборува, се спомнува името на Азир Алију, неофицијално, значи бившиот министер за информатичко општество, ако не се лажам. Јавна администрација. Да, јавна администрација. Во еден мандат кој што он служеше година и нешто, мислам дека остави солиден впечаток кој што комуницираше со јавноста, се потруди да направи реформи, имаше одреден впечатлив резултат. Меѓутоа, тоа е сепак работа на самата политичка структура, прво на Влен, па потоа секако и на премиерот кој што треба да го номинира. Што и да направат, каков и да предлог направат, министерот е само врв на пирамидата. Министерот мора да направи супер екипа со професионалци кои што ние вид тврдам дека ги имаме. Ги имаме и во министерството, ги имаме и пошироко во периферијата, по градовите, затоа што следи бран на големи инвестиции во здравството. Со стратешкото партнерство со Велика Британија, еден од, да кажеме, сегментите е инвестиции во здравството и тоа овие наредните 2 до 3 години. Така што нас, освен што ни требат инвестиции, ни требат и реформи тамо каде што застанале многу години порано, за да ние имаме здравствен систем кој што ќе ја подигне до вербата кај пациентот, затоа што да не заборавиме, имаме добри, се уште, фала Богу, имаме добри стручњаци. Имаме добри специјалисти кои што многу држави, дури западни држави како Германија и пошироко ги немат. Значи ние ги имаме. Само треба да им создадеме добар амбиент за работа, добри услови и соодветно да ги наградиме. Кога викам соодветно, да бидат задоволни од работењето кој што тие го дават, од услугата што ја пружат. Мислам дека воопшто не е тешко добар министер со добра структура и добра посветеност може да направи за овој до крајот на мандатот, уште 3 години колку што останале, супер развој на здравството во нашата држава. Така што многу е битен првиот човек. Се надам дека ќе го погодат и се надам дека тој па понатаму ќе води добри политики. Гледам колку емотивно зборувате за секторот здравство, имате искуство како министер за здравство и сакам да ве прашам конкретно, дали ако ви биде понудено, би прифатиле на таква функција повторно? Не, мислам дека јас веќе од политиката сум на страна, не сум исклучен, значи јас сум во јавниот живот скоро цело време, цел период. Меѓутоа во политичкиот живот не, и мислам дека нашиот систем препознава политичко ангажирање, па потоа да се стане дел од парламент, дел секако од влада. Не зборуваме сега за експертски кабинет или нешто слично, така што се надам дека Влен и премиерот ќе имат добар предлог. И сега, она што деновиве го слушаме, многумина велат дека она што во моментов се случува во владината коалиција, некако многу наликува на случувањата во периодот 2006-2008 во владата на Никола Груевски, првата влада. Вие тогаш бевте министер за здравство, токму во таа влада. Ќе се согласите ли дека ситуацијата на некаков начин наликува со тоа што во тоа време се случуваше со ДПА? ДПА тоа време беше една политичка партија. Имавме компактна парламентарна група.
тука имаме коалиција која што е создадена од неколку политички партии и која што очигледно не можела да функционира со полн капацитет, имајќи го предвид исходот од пред неколку дена. Значи, од самиот почеток имало одреден дефект, одреден проблем во самата коалиција или во самиот влен, така што со ова, да кажеме, реорганизација, јас очекувам дека тие ќе се соземат, дека нема да се посветени на самите себе што ќе направат, туку ќе го испочитуваат и исполнат тоа што го ветиле пред граѓаните кои што им дадоа над 100.000 гласа, кои што не се за подценување. Така што имат бројките. Значи, бројките се на страната на парламентарното мнозинство. Ќе видиме како, пак повторувам, со Бадинтер, тука исто така треба да се имат бројките и влен, политичките чинители во влен, нивните функционери треба да бидат, да се посветат 100% на исполнување на ветеното. Пошто ветија многу, ветија промена и таа промена граѓаните ја очекуваат. Значи, таму каде што ветиле, кај претежно кај албанското гласачко тело, затоа што следниот испит е веќе за неколку месеци. Ако не грешам, едно од главното ветување за албанскиот електорат беше европската интеграција на земјата од сите политички партии пред изборите, но во овој момент делува како да ги забораваме евроинтеграциите. Зборувам овде и од страна на македонските граѓани, од страна на албанските граѓани. Како вие лично чувствувате дека се одвиваат работите? Тука е жешко прашање. Секако, ние можеме да најдеме хилјадници аргументи дека сме блокирани, дека не можеме да го исполниме или едноставно нема политички капацитет кој што може да го направи тоа што бугарите го барат од нас. Меѓутоа, еве следејќи ја изјавата претходно на претседателката, мислам дека ние последните 10 месеци колку што ова влада функционира, имавме неколку бројни случувања која што некако едноставно не и даде време на владата да се потруди соодветно да бара решение за ајде да кажеме за блокадата која што имаме со нашиот источен сосед. Имаме супер договор со Велика Британија, да не го повторам, кој што значи многу за нашата држава, значи едно партнерство, тоа е една суперсила, моќна сила, економски, воено, политичка и така натаму. Ни се случи Кочани, за жал, за кое што сите ресурси во државата беа веќе тор месеци повеќе со право ангажирани да се справат со таа криза и веројатно ова што се случи внатре во Влен било некое така да кажеме некое тивко ајде внатре некоја расправа слушана или не слушана внатре во коалицијата. Затоа е сега многу битно, освен што ако се има реорганизација веќе на владата, да владата, освен во реформите во правосудниот систем, освен во здравството, најавите за големи инвестиции во инфраструктурата, секако мораме ние проактивно да играме. Кога викам проактивно, да не чекаме некој да ни тропне на врата па да ни каже знаете ако не можете ова, дајте ова, исполнете го. Не. Значи ако треба сите ресурси од премиерот, претседателката која што е најповикана секако во делот на надворешната политика, министерот за надворешни работи кој што едноставно треба 24 часа да биде во седиштата на нашите партнери во Европската Унија, едноставно да ги убедиме и да расправаме за тоа дека мораме да најдеме ние алтернатива и решение. Не е решение да стоиме во статус кво, секако, затоа што гледаме нашиот сосед Република Албанија веќе полот под главијата ги отвори, тоа со молцавична брзина. Има ветување од само пред неколку дена дека до 27 година можат и да ги поминат сите поглавја, па уште 2 години после да се гласа за полноправно членство во Европската Унија. Така што ние тој чекор и таа позитивна енергија која што ја гледаме од европските лидери, која што не ја гледавме можеби 10 години повеќе, и моментот со светското случување, војната во Украина,
па ладењето огромниот, да кажеме, ладење на односите помеѓу Европа и Русија, значи Западот и Истокот на некој начин, треба да се искористи тој момент, затоа што не секогаш стануваме интересни или потребни на Западот. Мислам дека сега нашата држава, односно Западен Балкан, е многу попотребен на Западот во однос на претходните, да кажеме, 7 или 10 години. Да, по октомври веројатно веќе ќе нема ниту можност за изговори. Ќе следиме што ќе се случи, господин Селмани, и благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас.